Okay, go now. Почитувани YouTube пријатели, топло ве поздравам сите вас кои го гледате каналот Австралијски живот од овде од Сиднеј, од далечната Австралија или уште поконкретно од местото заливот Ботаника. Денеска ви спремив едно видео кое е поврзано со еден од нашите најголеми христијански празници, значи денеска е 19 јануари 2023 година и православниот свет го слави големиот празник Водици или Богојавление. Така и нашите македонци овде во Австралија традиционално го слават овој ден. Знаете, во Сиднеј има неколку македонски храмови. Ритуалот со фрлањето на Светиот крст се извршува на неколку места низ Сиднеј и нормално низ целата Австралија, докаш има наши храмови и наши свештеници, али има една мала посебност кога се работи баш за ова место кое моментално го гледате, а тоа е дека ритуалот со Светиот крст му е посветен за најмладите, односно за децата. Значи една традиција која е започнал некој пред многу години и се одржува се до ден денес, каде што возрастните ги носат своите деца, бабите дедовците своите внучина и на некој начин за да можат децата кои се родени овде во оваа земја, значи најмладите да се запознат со нашите адети, со нашата вера, со нашата култура, со нашата традиција. Според нашата вера е крстен нашиот Бог Исус Христос од страна на Свети Јован Крстител во реката Јордан. И со тој чин, на овој празник му се дава значење на крштевањето како една од повеќето свети тајни на христијанството. Крштевањето значи и духовно раѓање, односно почеток на човековото живење на верата. Со овој празник завршуваат не само 12-те, така наречени некрстени денови, се мисли на деновите од кога е роден нашиот Бог, од 7 јануари до 19, значи тие 12 дена се тие некрстени 12 денови, туку завршва и тој цел циклус за празнување на овие наши празници кои почнуваат од Нова година, поврзани таму со Бадник, Божик, Васелица и така натаму и така натаму. Водици по правило се празнува велат 2 дена. Првиот ден е на 19 јануари, кој покрај Богојавление што се нарекува и во Јорданија и Машки водици. Вториот ден пак е следниот 20 јануари, наречен Женски водици. Нека ни честит еден од најголемите и најубави христијански празници за многу години. Објавете го по цела земја. Радувајте се и веселете се вие што живеете на Сион. Зашто среде него се вознесе светецот Израиле. Алилуја, 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 проклимен глас трети. Господе моја светлина и мој спасител, од кого ќе се бојам. Господе заштитник на мојот живот, од кого ќе се плашам. Од првото послание на светиот апостол Павле до Коринќаните ќе се чита. Да слушаме. Браќа, не сакам да не знаете за татковците наши, сите беат под облакот и сите минаа преку морето, сите во Мојсеја се крстија, во облакот и во морето, сите јадеа иста духовна храна и пија иста духовно пиење, оти пие од духовниот камен што идеше по нив, а каменот беше Христос. Премудрост, простом да го изслушаме светото Евангелие, мир на сите. Ке се чита од Светото Евангелие според Марко. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во на време дојде Исус во Назарет Галилејски, се крсти од Јована во Јордан. Кога излегуваше од водата, виде дух, кога излегуваше од водата, веднаш виде како се отворат небесата. Духот во вид на гулаб како слегува над него, се слушна глас од небесата. Ти си мојот возлюбен син, кој е по мојата волја. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во мир да се помолиме на Господа, Господи помилуј. За мирот висините и за спасение на нашите души да се помолиме на Господа. Да се осветат овие води, по силата дејството и слегувањето на Светиот Дух. Да се помолиме на Господа, за да им се дарува благодат за исполнување Јорданово благословување. Преку силата дејството и слегувањето на Светиот Дух да се помолиме на Господа, за да биде сатаната скоро уништена и
da bude razdorena svekakva lukava namera protivna nas, da se pomolime na Gospoda, da ne izbavi Gospod Bog od svekakvo iskušenje na protivnikot, da ne napravi dostojni zaveteните blaga, da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj, da se prosvetime со светлина на богопознанието, преку снегувањето на светиот дух, да се помолиме на Господа. Господ Бог да испрати благословење Јорданово, да ги освети овие води, да се помолиме на Господа. Господи помилуј, за да биде ова вода дар за осветување, избавување на гревови, исцеление на душата и телото, секако особена полза, да се помолиме на Господа, за да се покаже како прогодување на секаков невидливи, видливи непријатели, да се помолиме на Господа за осветување на домовите, оние што црпат од неа и пијат од неа, да им биде за очистување на душите и телата, за сите кои со вера црпат од неа и пијат од неа, се помолиме на Господа, за да се удостоиме да бидеме осветени преку пиењето на овие води, за невидливото јавување на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи помилуј, за да го чие Господ Бог гласот на нашето молење, да се помолиме на Господа. Господи помилуј, велик си Господи, чудни се Твоите дела, ниеден збор не е доволен да ги воспре Твоите чудеса. Велик си Господи, чудни се Твоите дела, ниеден збор не е доволен да ги воспре Твоите чудеса. Велик си Господи, чудни се Твоите дела, ниеден збор не е доволен да ги воспре Твоите чудеса. Сам Ти, Владико, сам Ти, човеколюбив царю, дојди сега, освегувањето на Твојот свету и освети ова вода. Сам Ти, човеколюбив царю, дојди сега со освегувањето на Твојот свету и освети ова вода. Сам Ти, Владико, човеколюбив царю, дојди сега со освегувањето на Твојот свету и освети ова вода. Дај благодат за исполнение, благословение Јорданово, направи извор на чистота, дар на осветување, ослободување на грево и ценение на болести, да биде убиствена за бесови, непристапна за противнички сили, исполнето со ангелска сила, па сите кои црпат и пијат од неа, да има за очистување на душите и телата, за исцелување на болестите, осветување на домовите, секаква особена полза, зашто Ти си Бог кој со вода и дух си обновил светената од греб наша природа. Ти си нашиот Бог кој со вода го потопи гревот во времето на Ноеве. Ти си нашиот Бог преку Мојсей го преведе еврејскиот народ низ морето и го ослободил од фарисеевото робство. Ти си нашиот Бог кој го раскрши каменот во пустињата и потекоа води, потоците се наводија и ги насети Твоите жедни луѓе. Сами Владико, сега освети ова вода, сами сега Владико освети ова вода, сами сега Владико освети ова вода. Дај им на сите што пијат, се допираат, се мијат со неа, осветување, здравие, очистување, благословување. Спаси го Господи, помилуј го нашиот високо преосветен митрополит Тимотеј, спаси ги Господи, помилуј ги. Сите благочестиви христијани, кои стојат, оние кои поради оправдани причини не се тука, запази ги под покровот на Твојот мир, покори им секаков непријател, противник, дарувај им се што просто за спасение и живот вечен, да се прослави од стихиите, луѓето, ангелите, видливи и невидливи, Твоето пресвето име на Отецот, Синот и Светиот Дух се секојаш и вечни векови. Амин. Мир на сите вашите глави, припонете ги пред Господа. Наклони го Твоето убо, послушај не, ти кој си благоволил да се крстиш во Јордан, да ги осветиш водите. Благослови не сите нас што со наветнати глави означивме знак на покорност и удостоене преку пиењето од оваа вода, да се исполниме со Твоето осветување, да ни биде Господи за здравие на душата и на телото. Зашто Ти си наше осветување, Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. О Јордане, кршајушјуся Тебе, Господи, Тројчестој јави ся поклонение, родителе по власт, виде да слуваме Тебе, поважен славаштеј, слава Тебе. Снимачите се овде да не ги надам со вода. Сите дечиња, долу на плажата, никој да не влегува во вода.
Okay, go now.
Uštedanjevska je slobodna. A tu već ima pravo da vidi. Da se pozdravi sa drugarima. Jest. U njima se vidi drugi dan. Tako?